Отворено студио и граѓански форум. Поштовани гледачи, вашиот глас е за мене закон. И се разбира и за телевизијата. Пред 10 дена од вас побарав иницијативност и идеи за доминација на одредени теми, тоа да не бидат општи панели на така наречениот граѓански форум, во кој дискутираме и дискутирате за најзначајните општествени и економски проблеми во земјава. Доминантно беше дека ние, новинарите, ја одбегнуваме темата на еколошката катастрофа што во овој момент се случува по македонските градови, македонската загаденост, заштитата на човековата околина. И за да стана манир да се радуваме што Скопје е на прво место по загаденост во светот, не баре сме Калкута и Пекинг во нивните најлоши варијанти. Јас вечерва ви нудам, освен што ќе имате можност да чуете авторитетни анализи и мислења на моите вечерашни гости, истовремено нивна подготвеност да одговори на дел од вашите прашања во продолжение на дебатата, до толку повеќе што ќе ги чуете нивните научни, човечки, па и лични перцепции за македонската состојба во сферата на екологијата. Значи, мои вечерашни гости се професор Дејан Мираковски, проректор на Универзитетот Гоце Делчев, и професор Даме Димитровски од Машинскиот факултет, ако не лажем, така? На УКИМ. Професоре Мираковски, благодарам што дојдовте од Прилеп. Што правите во Прилеп? Во Прилеп имаме станица која што ја монтиравме од скоро, од нова година, и стана брзо популарна. Го детектираше, да кажем, нивото на загадување во Прилеп. Тоа значи дека и прилепчани имаат више уплав околу нивните пи честички и така натаму. Дали е тоа реална слика? Е реална слика за сите македонски котлински градови. Дефинитивно, ние немаме станици само во Прилеп, има и во Кавадарци, и во Струмица, и во Штип. Генерално се исклучок на Штип, што е познат по ветерот и не е типичен котлински град. Скоро сите котлински градови во Македонија ги имаат сличните проблеми. Вие направивте лабораторијата Амбикон, што би било амбиентална контрола. Кратенка. Тоа е лабораторија во која сублимирате и анализирате текони движења на еколошките стандарди и на ова што ние го преципираме како загаденост и... У рамките на лабораторијата, значи, освен овие станици кои што покажуваат во реално време, има уште еден цел сет на други, на друга опрема, да кажам. Имаме опрема за мерење на примерот или земање на филтри на тие цврсти честички популарни М10, кои потоа се прецизно анализираат, се прави нивна хемиска, минеролошка анализа на формата и така натаму, и тие параметри се основа да може да кажеме со софистицирани инструменти, значи има цела серија на рентгенски дифрактометар, флуоресцентни рентгени, електронски микроскопи, кои што возможуваат да ги дефинираме честичките, да знаеме од каде доаѓаат, колку се опасни. Значи, еден цел сет на анализи кои што возможува прилично добро да се видат генерално и причините и можните ефекти од загадувањето на воздух. Професор Димитровски, и вие на одреден начин допирате значајна сфера на новите еколошки стандарди заштита на човекова околина. Со оглед на тоа дека сте професор на сугорување, како се вика... Темите поврзани со сугорување и со управување со отпад. И вие работите на неколку студии кои се врзани за ова. Кои се вашите перцепции научни и врз основа на студиите и проектите што ги работевте? Значи, се појави прво голем проблем на количеството. Нели, зборувавме на ПМ честички во градот и со колегата Мираковски исто зборувавме дека не е доволно да зборуваме само за количината, туку за составот и од каде потекнуваат, за да знаеме како да се заштитиме од нив. Работевме една заедничка, би рекол, повеќе обсезна студија за нарачател беше UNDP и градот Скопје, во која што анализиравме како се греат доматинствата во градот Скопје,
какви горива користат, какви уреди за грејење користат, на што би сакале да се греат, кој дел од домот го греат, дали ги греат целите домови или само соба и слично, за да утврдиме кои се можните мерки што треба во тој аспект да се имплементираат за да го намалиме загадувањето од домувањето. Работевме и некои други студии со колегите на Машинскиот факултет за развој или пробив на централното градско грејење, кое што морам да кажам во овој момент е на природен газ и скоро да нема емисија на цврсти честички, докаде може да стигне во градот Скопје, кого све треба да покрие, кои куќи ќе останат или кои делови од градот ќе останат непокриени. Така што работевме доста на што све може да подобриме во делот на загревањето на домаќинствата во градот Скопје. Дополнително на тоа сме мереле разни емисии од сообраќајот, работиме на тој дел повеќе. За деталите во продолжение. Сега двајца да ве прашувам, како истражувачи, на оној начин како внесени во оваа акутна и актуелна проблематика. Некој се заинтересира за вашите истражувања, например, ви тропне и каже, дајте ме Мираковски, што вие дојдовте, врз основа на што можеме ние да градиме некаква стратегија во промената на свестот и моделите на справување со еколошкава катастрофа? Добро, да бидам реален, ние соработуваме со Министерство за животна средина и тие барале од нас одредени студии и мислења, конкретно еве со град Скопје во моментот работиме на студија која треба да прави во исто време компарација на позадинското загадување или загадување, да кажам, во зона во која нема сообраќај и зона изложена на интензивен сообраќај. И бројките се многу интересни. Добро. Двајца да ве прашувам, бидејќи ви рековте кој ги користи, да речем, вашите анализи. Прашам, како во овој момент, како јавни личности, како универзитетски професионални тичери, оценувате еколошката состојба во котлините, како што вели Мираковски, овие загрижувачки појави околу ние новинарите се заинтересиравме само за пи-частичките, а не и за составот, отровноста, влијанието и така натаму. Во суштина не треба многу да знаеме за да кажеме каква е состојбата. Состојбата е катастрофална. Ние на ранг листата на катастрофи во делот на загадување на воздухот сме во врвот. Редовно сме во врвот на состојбите. И не сме ние единствени котлински градови во светот па да имаме само ние проблем, постојат такви илјадници градови други, но ние очигледно не се справуваме со проблемите како што би требало. Има многу решенија кои што можат да се направат, пред тоа треба соодветни анализи, колегите од ШТИП прават еден вид на анализи, потребно е моделирање за да знаеме кој, каде, колку загадува и потребна е сериозна посветеност. Може би е потребно ова да стане точка број 1 во која што ќе се инвестира. Сепак и ваквите мерки бараат. Да, морам да ви признам дека за мене е прилично лицемерно, па дури и смешно, дека ќе се издвојат 2 милиона евра од буџет кој е 3,7 милиарди за нешто што штити, што загрозува најмалку половина од населението. И тоа не е филозофија на справување со оваа очигледна криза. Точно е, нашите укажувања неколку пати ние учествувавме во создавањето мерки. Пробувавме да стигнеме до фазата да имаме национална стратегија која што ќе се бави со загадувањето на воздухот, од која национална стратегија понатаму ќе произлезат акцијски планови со време траење на мерките, со суми кои што ќе се вложуваат во мерките, со релевантни институции кои што ќе кажуваат оваа институција до тој рок. Тоа пробавме да стигне. Зборувам дека тоа пробавме да укажеме дека е потребно во државата. Не сме ние авторитетите кои што ќе ја направат стратегијата, но очекуваме. За мене се најголеми авторитети ако не успеете да пробиете кај политичката свест дека тоа треба да се направи. Очекуваме да бидеме вклучени кои има потреба од експертска заедница да бидеме. Има такви податоци, имаше дополнителна студија Скопје дише, односно Скопје се гуши, у која дополнително со колеги од МАНУ беше работено и на модели какви ефекти би имале промените на системите за грејење, проширување на системот за... Тоа е надвор од оваа стратегијата, енергетската стратегија во која алтернативата се зелените енергии. Не, енергетската стратегија е глобална на ниво на, мислам глобална на ниво на држава. Ова се однесуваше конкретно за Скопје и за системите за загревање на домаќинствата во Скопје. Сега, прашањето е кои се најголемите загадувачи? Кои се потенцијалните јадра и жаришта на загаденост? Тука има доста дискусии, некои се согласуваат, некои не се согласуваат, меѓутоа да почнеме овака од почеток. Прво, не сме само ние такви и генерално урбаните средини се доминантно загадени од емисиите од резиденцијалното грејење.
доминантно загадени. Не велиме дека не загадува сообраќајот или не загадува индустријата. Меѓутоа, високите бројки се водени речиси исклучиво од емисијата од домакинствата. И тие емисии, бројчано, беа у повеќе различни студии, не само наши студии. Значи, имате инвентар на загадувачки емисии, кој што го прави Министерството и го рапортира до надлежните институции, мислам и во Европска Унија и во Обединетите нации се праќаат податоци. Тој инвентар дава глобална слика. У посебна студија на Финскиот институт имаше само за регионот на Скопје, например, и бројките се 90% и луѓето тоа го сваќаат као само, како да кажем, огромни се бројките во однос на сите други сектори на емисија. И не е само Македонија таква. Ако земете, скоро имаше студија многу интересна, во Данска се 67% од грејењето на емисиите на ПМ честички, ПМ2,5, 67% доаѓа од резиденцијалното грејење, односно горењето на биомаса во Данска, кои што имаат многу подобри системи и користат многу подобри печки со еколейбл, со контрола. Тоа со говорот на разбирливост на 70% од нашите гледачи се дрвата, генерално, јаглен, мазут, сите фосилни горива, а другите работи што ги спомнува Даме, као пластични шишиња и друг вид отпад и гуми, натаму се дополнително опасни. Имавме две прашања интересни во анкетата што ја спроведовме на 5044 семејства. Во домаќинствата им посветивме по 45 минути разговор на темата. Значи беше сериозно истражувањето и ги прашавме дали во вашата средина некој согорува ниви или стрништа. Сите кои што беа блиску до нива или стрништа рекоа да, во мојата околина нивите и стрништата се палат на есен, што е со закон забрането. Второто провокативно прашање беше дали некој во вашата околина користи алтернативни горива, што ние ги викавме шишиња, масло, сено или други работи кои што се запалви во огромен број населби, точно може вака бидејќи со Геотаген ги направија таа анализа. Во населби, за селските можеме и да разбераме, али зборуваме за населби, да не генерализирам, но Нерези, Трнодол, слични некои населби кои што ги сметаме за ултраурбани или ултрамодерни, каде што луѓето викаат да, во мојата улица луѓе се греат на масло, можам да мириснам, на пластични шишиња и слично. Значи има појави кои што не се санкционирани, кои што стануваат се почести и поредовни. Тоа би било едноставно прашање на ефикасноста на институциите, ако е тоа е главното извориште. Меѓутоа, прашањето е сега што е алтернатива на тоа. Уште само еден момент. Што правиме со индустријата, каде што веќе повеќе соговорници ми велат индустријата не е доминантен загадувач, дека големите капацитети со поставувањето на филтрите обезбедија некој степен на заштита и што правиме со возилата? Во индустријата ќе кажам кратко, секоја индустрија која што согорува тврсти горива е проблематична и таа тешко се решава или потешко се решава и треба да внимаваме на таквите постројки, особено што па ние сме мала земја и мора да внимаваме на аспектот на transboundary pollution. Значи не е целото загадување ке нас од нас и ние загадуваме можеби ке некој од нашиве соседи, ако имаме постројка близу до грчка граница и на грчка граница има 6 блока термоелектрани на јаглен кои што можеби загадуваат на ке нас и тука треба да знаеме со што се бавиме понатаму. Тоа значи да молиме Бога Вардар задува за да го однесе грчкиот. Ние го не е смешно, некаде отприлика тоа е стратегијата што очекуваме таму да се случува. Кеј сообраќајот најлесни се мерките и кој е било од невладините да ги прашате што ќе направите за загадувањето, ти викаат веднаш ќе го решиме сообраќајот, од утре сите да возат Евро 7 возила или Евро 6 возила, автобусите да бидат електрични и слично, но прво тие не се глобалните загадувачи во урбаните средини, а второ таму мора многу предпазливо да настапиме затоа што тоа е носителот на економскиот раст на државата. Ако ние имаме чисто гориво во градот Скопје што се вика метан, кој што ЈСП знае да го користи, го користело долги години, логично е да му кажеме ЈСП продолжите да возите на метан, утре да купиме 30, 50, 100 нови автобуси, ќе знаат да ги погонуваат. Па дури и на таксистите да им кажеме за 2 години бидете на метан, ќе знаат да возат без никаков проблем. 70% од нив возат на метан заради финансиските. Возат на пропан бутан или дизел да речеме, но ако сакаме да ги тргнеме целосно сврстите честички од сообраќајот, кажеме во такси превозот ќе нема дизел, ќе најавиме дека од 2022
субвенционираме возење на метан. И тоа нема да биде тешка мерка. Значи ли тоа дека е време да си го продаваме аутото што е на дизел, зашто доаѓа време на други горива од Секако дека не. Да. Сега сите проекции до 2050 до 2060 кажуваат дека дизелот си го има своето место. Особено во тешки товарни возила, во камиони и слично, во урбаните и во малите возила се помалку, но ќе го има своето место. За индустријата, и јас сметам дека индустријата денеска нема оправдување да загадува. Со денешниот степен на развој, ги спомнавме возилата, вие имате масовно во возилата системи за пречистување на гасови, има катализатори, AdBlue системи за азотни оксиди, имате филтри за честички. Тоа истото е толку лесно достапно и тие технологии се релативно и ефтини, така да апсолутно нема причина да се толерира загадување од индустријата. Сите индустријски капацитети можат и мораат у крајна линија да се прилагодат на емисионите норми и по мене штета што имаме и такви крајности, меѓутоа нема причина индустријата да биде извор на такво загадување. Сега имам практично прашање. Освен што го молиме Господ да падне дош, па да ги симне пичестичките. Дувне ветер. Да дувне ветрец, што е слоган на младите наши потомци, кај кој тоа е оставен од видео Подгорец основен текст, да речем, да дувне ветер. Што е алтернативата? Тоа е најважното прашање, ми се чини. Во овие амбиентални услови ќе кажам дека атмосферските услови кај нас се такви, но ние урбанистички не сме ги решили условите за да биде поволно кон загадувањето, да речеме, во Скопје. Ние урбанистички зборуваме за затворени текови на ветер. Зборуваме за згради кои што не дозволуваат ветерот да лесно да помине или да го исплакне воздухот во овој дел. Зборуваме за урбанистички решенија од 62 во која што големи индустријски капацитети се во центарот на градот. Ние треба да се насочиме да ги извадиме дури и тие ако можеме да ги днесеме надвор од градот. Така што и урбанистички има и ние што да направиме за да му помогнеме на ветерот полесно да не плакне. Да дозволиме зелени површини кои што лесно ќе ги упиваат овие честички, да дозволиме редовно перење на градот со вода, да дозволиме мерки кои што ќе помогнат не само да дува ветерот, туку и ние да прочистуваме, не само да не загадуваме. Не се чисти со вода, катастрофа е, водно е уништено, да речем, условно струењето на водно. Да не зборувам за ова мега урбанистички блокови на урбаната мафија во Македонија и на градоначалниците, кои за ефтин профит ги уништија зелените површини и ги уништуваат. Но, ако, например, на одреден начин имавме храброст да ја затвориме Велешката пилница, кој градот го претвори во сивило, во мртвило, дегенерација на генерации настана. Такви храбри чекори, кој ќе преземе и дали се неопходни? Кога зборувам храбри, тоа значи стоп за градбите, па дури и уривања на градби кои практично го девалвираат напорот на екологистите. Добро, не зборуваме тука за работи што би помогнале во 2% во GDP-то. Зборуваме според Светска здравствена организација за 2000 жртви годишно во Македонија. Да споредам во сообраќајот се 105-60 жртви, од квалитетот на воздухот имаме 2000 жртви годишно. Сигурно дека ваков план е потребен, во кој што ќе увидиме кои се причинителите и ќе постапуваме со нив. Треба да почнеме да го решаваме проблемот. Ние некако многу долго зборуваме за проблемот и се договараме. Тоа е причината, еве, ако се фокусирани проблемите околу емисиите од домакинствата, да им помогнеме на домакинствата да се трансферираат кон почисти системи за грејење. Не само заради нивните комшии, туку заради самите нив системите за грејење на биомаса се опасни пред се за квалитетот на воздухот во домовите. А ние зимно време сме затворени во домовите, нема вентилација ради студеното време, ретко отвараме прозори и така натаму. И квалитетот на воздухот во домовите кои што се греат на биомаса е многу полош од квалитетот на воздухот во домовите кои што немаат такви внатрешни извори на загадување. Што значи да им помогнеме? Тоа значи дека ни е потребен сет на мерки за субвенционирање. Субвенционирање како што тоа го правиме во аграрот, во социјалните мерки и така натаму. И што би значило субвенционирање? Што? Вид на затоплување, вид на енергија и така натаму. Може една кратка забелешка ќе кажам. Ние во
поопсежните анкети зборувавме и за на што би сакале луѓето да се греат. И им понудивме таму разни опции, инвертер, клими, горива на газ и слично. 30% од луѓето кои што не се греат на централно викаат идеално кога би било без пари, кога би бил без пари системот, јас би избрал да се греам на дрва. Тоа укажува дека ние како општество не сме направиле сериозна кампања кои се негативностите од грејење дома на дрва или кои се позитивните работи од тоа да имплементирате систем на газ или инвертер, клима или некаков систем кој што дома не загадува, а не па не загадува кон околината. Чи сериозна кампања во ова ние сме оставиле да биде на тие што продаваат котли на пелети или што продаваат гасни уреди или што продаваат клими. Мислам дека најпрво треба да ги обучиме луѓето да бидат свесни кои се предностите на тие системи, а потоа да им понудиме некаква помош која ќе ја купуваат. Веројатно и таа помош би требало да биде интензивна и побрза, за да се случи тој трансфер да биде може да биде планска и буџетска, како што тоа го правиме за заштита на интересите на аграрот и некои други. Па да, и ако сакаме да ги видиме мерките, а веројатно и ќе ги видиме брзо, ако место 200 или 500 замениме 5000 или 10. Даме спомна пример во Софија, 50.000 семејства се трансферирани на други системи. И тоа е решението за Софија? Тоа е кон решението за Софија и тоа е добар залак од решението. Сметаме дека и кога Скопје би заменил 20 на 30.000 семејства кои што се греат на тврсти горива со друг вид гориво, тоа е голем залак кон решението. Тоа значи дека оваа иницијатива на градот дека ќе субвенционира дел од парите во инвертори е релативно добра, но е дали е таа тесна и како таа би требало да се шири? И што би требало да се направи? И уште еднаш кажувам, прво треба да им овозможиме на луѓето да разберат што се инвертори, дали ги сакаат дома, зошто ги сакаат дома, да овозможиме централно грејење каде што треба. Нема потреба во Карпош да има инвертори, ако во цел Карпош донесеме централно грејење. Прво да поработиме на таа тема, а понатаму сите што нема да бидат поврзани на централно грејење да ги обучиме кон инвертори, па дури кон гасни горива. Правиме толкава мрежа за природен газ, треба некои населби во Скопје да стигнат да се греат на природен газ. Што е според вас? Да бидат, у секој случај мерките да бидат насочени и да се знае, значи нема потреба секаде општо субвенции као субвенции, веројатно ќе даваме субвенции ако има планови, а има одредени стратегии и модели у рамките на тоа Скопје Дише имаше и модели како би се менувале емисиите до 2025, мислам дека имаше моделирање, или да се, Карпош нема субвенционирање на Карпош оди кон централниот систем на грејење, другите периферните делови одат на топлински пумпи или инвертери и така. Ќе укажем на тоа дека не сите населби се исти во Скопје, а различни населби различно работат. Да речеме, населбата Радичани, како исклучок беше, е населба која што е одвоена од градот, сателитска населба, но доминантно се греат луѓето на струја. За разлика од неа, Визбегово доминантно луѓето се греат на дрва. Драчево доминантно на дрва, во 11 октомври во Кисела вода има рез, докаде што има топлификација, другото е све на дрва. Во Дебар мало се на струја и на централно грејење. Така по населби дури овие мерки не се универзални секаде за свет. Ние ќе ги правиме според потребите на граѓаните. Само има една работа во која не можам да препроснам економски интерес на корпорациите и на пример БЕК би требало по својата содржина да направи експанзија во ширењето на својата мрежа. Нашата соработка со БЕК, ние за БЕК вообичаено правиме некакви истражувања или ни дозволуваат да моделираме разни системи, па и користат резултатите од нашите моделирања. БЕК е заинтересиран да ја прошири својата мрежа што повеќе и да приклучи што повеќе корисници. Тие во минативе 2-3 години ги намалија цените на приклучоците и очекуваат дека сите стамбени објекти за колективно домување ќе бидат приклучени на централно грејење. Ако субвенционирате е моделот, колку според вас проценката на целата филозофија на грејење, на користење на енергијата би било во временска одредница некоја за 5 години, за 10 години? За волја на вистина на нашите гледачи морам да ви признам, јас сум бил во Лондон и во најзагадениот град во светот, нели, со нивната чуена магла и експанзијата на јагленот и на дрвата. За 15 години Лондон е еден од најмалку загадените, ама тоа беше филозофија на челиштата лејди и на низините претходници, која направија вистинска револуција.
Значи не е само мерките што загадуваме, беше чисти технологии, чисти горива и помалку енергија. Еден сет на мерки беше да се подобри енергетската ефикасност на домувањето. Така што наместо да горите 8 кубици дрва, ќе горите 4 и целосно ќе ги задоволите потребите. Па назгора на тоа, наместо ќумбе кој што не е ефикасно или печка која што не е ефикасна, ќе пробате со ефикасна. Па уште пола од тоа ќе заштедите на дрвата и на крај уште ќе ви убедиме дека ќе користите чисто гориво. Потребно е 10 години сигурно, затоа што е голем опфатот на луѓе, но 10 години со сериозно работење, не 10 години со најавување на мерките. Па, суштината, меѓу другото, и на култивираноста. Култивираноста на домувањето на изградбата. Се повеќе екоенергијата или заштитата на енергијата оди и во стилот на изградбата на објектите, со фасадни изолациони материјали и така натаму, и тоа е веќе некаков стандард, да речем. Сега прашањето е на користењето на, предполагам, на топлинската енергија и овие биогорива. Од 2013 има правилник за како се градат новите објекти, но тој правилник не ги опфаќа старите објекти. Сите стари објекти се какви што се и немате вие законска обврска да ја подобрите енергетската ефикасност, топлинската изолација на објектот. Би било добро и кон тоа да се работи, да се мотивираат луѓето со тоа што, да речеме, истражувањата покажуваат дека во делот на прозорите луѓето се свесни и голем број, преку 50% ги замениле старите прозорци со нови термопан стакла. Не се свесни во покривот, не се свесни во изолација на подови и слично, каде што може да се вложи повеќе. Професор Мираковски, Амбикон прави дневна шема на заграденоста во овие станици кои ги, условно кажем, ги произведувате и ги контролирате? Ние нашите податоци ги делиме со... Имаме наша страница, но ги делиме и со Мој воздух. Многу популарната апликација. Тие ги презимаат и ги пуштаат во јавноста, така да сите може да ги видат. Генерално соработуваме и со други научни институции, им ги даваме податоците, заедно моделираме, анализираме, освен честички имаме и метеорологија, бидејќи еден од метеорологијата е еден од факторите на таа дисперзија на честички и се трудиме да успееме да на што поширок круг ги презентираме податоците што ги прибира. Поштовани гледачи, следите дебата како да се справиме со ова наша ноќна, дневна, повеќе месечна траума со загаденоста на воздухот во неколку клучни урбани центри во Македонија. Мој вечерашни и ваши гости се професор Дејан Мираковски од УГД, проректор на Универзитетот Гоце Делчев, и професор Даме Димитровски од Машинскиот факултет на УКИМ. Сега малку реклама и јас мислам дека од овој момент, после тоа нашите телефони ќе бидат отворени, темата ќе биде каков модел на справување со еколошката загаденост и ви стојат на располагање моите соговорници и вие да ги допрашувате. Реклами и потоа телефонски разговори. Блокмакс Рапид. Ефикасен при главоболка, заболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. Ти најдов. Што тоа? Побрзо до целта со Блокмакс Рапид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Сите ваши сметки и плаќања
на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Послужете го вашиот омилен пијалок во кристалните чаши од познатиот бренд Bohemia Crystal со новата Купон Плюс акција на Tinex. Совршен спој на софистициран дизајн, елегантен и модерен изглед и врвен квалитет. Изработени од висококвалитетно кристално стакло со висок сјај, издржливо на гребнатини и термички шокови за долготрајно користење и лесна употреба. Од 7 февруари до 25 април соберете 10 купони и со соодветна доплата одберете го вашиот совршен сет на чаши кои ќе го истакнат вкусот на секој пијалок. На здравје, ваш Tinex. Професор Дејан Мираковски и професор Даме Димитровски од Штип и од Скопје ви стојат на располагање. Како што веќе ви најавив, темата е како да се справиме со ова своевидна еколошка катастрофа која во зимно време и се помасовно не окупира во неколку значајни урбани центри. Само за влез се разбира додека не се вклучите, уште еднаш да дефинираме. Ни се потребни два аспекта. Своевиден државен интервенционизам, нели, субвенционирање, и вториот аспект подигање на така наречената култура на живот и општествена свест. Апсолутно, и двата аспекта се важни. За да разберат луѓето дека начинот на грејење, например, е многу важен за нивното собствено здравје. Квалитетот на воздух во тие простории е драстично полош, во просториите со печки, старите печки на дрва е драстично полош отколку било кој друг извор на енергија да го користите за затоплување. И многу од компонентите, 20 компоненти се ослободуваат при согорување, освен цврстите честички имате и гасови, и цврстите честички содржат околу 14 канцерогени компоненти. Самиот тој извор ви е внатре, во домот. Бројките можат да бидат фрапантни на концентрациите на цврсти честички внатре во зоните каде што се грее. Тоа јавноста не е информирана доволно и сигурно ќе биде поттик да почнат да вложуваат и во промена. Ако е тоа така драматично влијание и врз здравјето и така натаму, веројатно е тоа предизвик за медицинарите врз основа на тоа луѓето што доаѓаат од домови на дрва, дали имаат одреден стек на болести или влошување здравствената состојба. Бројките, например, од публицирани студии, ја не сум лекар, меѓутоа лекарите скоро има една интересна студија во Скопје. Студија беше истражување во кое што проверија плувачка од студентите на медицински факултет, испадна дека има цијаниди. Цијанидите обично ги имаат пушачите ради согорување на тутунот, а го имаат и сите жители на Скопје ради цијанидите се маркер за согорување на биомасата. И високото присуство на цијаниди во воздухот е маркер токму на согорување на биомаса. Каков е стандардот во урбано Скопје? На што се греат скопјани, што би рекли? Пред да одговорам на тоа, уште две насоки на ова што кажавте кон кај ви се движеле. Едната насока е и јас и професорот Мираковски чувствуваме огромен потенцијал кај младите истражувачи и желба да работат на ова поле, да помагаат во проблемот, и мислам дека следна насока е дека државата треба да отвори можност младите истражувачи да работат тука. И вториот дел е репресивниот елемент на државата, кој не сме сигурни како работи, дали инспекцијските служби каде што треба постапуваат, казнуваат и ги решаваат проблемите. Значи има одреден елемент на недоверба кај луѓето дека работите што грешно се прават се казнети, туку че мислат дека се случуваат така стихино без да бидат казнети. Во делот на како Скопје се загрева е доста интересно дека во урбаниот дел на Скопје 30% од жителите се поврзани на централно грејење, 30% се греат на дрва. Во урбаниот дел зборам, 40% се греат на електрична енергија на различни начини, дали се тоа греалки, дали се термопечки, дали се тоа клима уреди. Колку доминантно на дрва? Едно време јас се сеќам дека луѓето купуваа у мај месец за огромно дрво за зимата, например. Ќе го споредам вториот бар на тоа што вика во руралниот дел на Скопската котлина, преку 90% од луѓето се греат на дрва и на други цврсти горива, многу помал дел од нив на електрична енергија.
Тоа се горивата кои што им се достапни во суштина во руралниот дел, достапно гориво е тоа и струјата која што е поскапа ако не се користи во топлинска пумпа или во инвертер клима. Добро, режија дали, се извинувам, режија дали имаме можност веќе да започнеме со граѓанскиот форум и со јавување на нашите гледачи кои ќе допрашуваат на одреден начин. Да? Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се слушаме така. Поздрав до емисијата и до професорите. Може да кажам едно мое видување. Пред некои 15 до 20 години во Истанбул проблемот со загадувањето го решија на еден многу едноставен начин. Начинот беше што мала субвенција на струјата, со ефтините тоа ще појавија тие греалки, а дрвата ги качија 3 пати, а кјумурот мислам 5-6 пати. Дојде многу поевтино да се греат сите и тоа беше масовно. Масовно го решија тој проблем. Мислам дека има 15 до 20 години. После почнаа со интензивно греење од страната на топлификација. И на тој начин го решија тој проблем. Мислам дека тоа треба да е познато за професорите и за многу други наши стручњаци, а се чудам зашто не се реализира. И денес е луксус да се грееш на дрва во Истанбул. Ако видите оджак, тоа е некоја кафана. Значи скара. Друго не постои. Од прилика. Добро. Кон мене. Имам и повеќе, ама... Можете уште малку, да, повелете. Можете да ги прашате. Одлично ви е сугестијата и перцепцијата на некој искуство. Па вака иде многу често и денес патувам, кога ќе остане в колата, например таму кај мои пријатели, беше ужас, не може да ја познаете колата. Значи една приказка ќе кажам. Значи утредента не може да се познаете колку беше прљава. Денеска, за жал, кај нас е така, не до толку, меѓутоа сепак е така кај нас. И едноставни се, многу пати решенијата се многу едноставни. Само дали сака да се погледне во очи на вистината и да се решат проблемите. Некој треба да допре до народот и до свеста. Тоа се слагам. Меѓутоа струја плаќаме скапа, ние викаме ефтина. Ја укинаа пред 4 години да биде поевтина. Со либерализација на пазарот. Сето тоа ние го плаќаме. Случајно без да познае со тој проект, трчаше синот и скачаше најмалце 30% поевтино струјата за сите кои што однапред ќе се приклучат нема да видат со елем. Добро, ви благодарам многу. Први коментари на професорите. Тоа се отприлика мерките што ги прават и сите, значи замена на видовите на горива и посебно во интензивно населените, да кажам, густо населените зони, горењето на оѓен е речиси невозможно, а да биде прифатливо еколошки и да биде безбедно. И не е нов проблем, ние зборевме со наме, уште Едвард I, мислам, 1300 и некој во 14 век во Лондон забранува горење на јаглен. Ради студената зима и преголемото загадување. Значи се работи за проблем кој што долго време постои и кој што успеале да го решат токму со замена на изворите на грење. Ние не сме неискусни во ова што го кажува професорот Мираковски. Ние имавме проблем 93-та и слично ако ви текнува со сулфурот во Скопје, поменувавме таблици. Ете сега немаме проблем со сулфурот, имаше силна кампања, малку притисок, без сулфурни горива, немаме проблем со сулфурот. Имавме проблем со олово, кој што е мутагено и слично, еве возиме безоловен, иако првите година две беше драма, како ќе возиме на безоловни бензини, ќе се оштетуваат возилата. Нема драма, возиме безоловни, тераме понатаму. Малце похрабро можеби во овие мерки замена на системите и горивата од државата. Интересна е ова сугестија и преку економски мерки, преку притисок на дебалансот на поевтина струја, поскапи јаглени дрва. Да не се лажеме, ние имавме субвенции за користење дрва до пред одредено време, ако не се... И не само тоа, него туку партиите делеа кубици дрва на граѓаните како влог во довербата. Горењето, например, на дрва, секаде е речиси луксус во западните држави, е луксус, значи ако имате камен во кој што се горува дрва, плаќате данок на тој камен. Или у голем дел, еве во Данска сега се препорачува политичките елити да воведат специјални даноци на дрвата. Обратно да го олеснат користењето на камените други. Можат на палети сега да се користат или не.
Или да го чувствуваат мирисот на дрво. Но и дрвото си има своја еднина, не е дека треба целосно да го укинеме. И дрвото во разни места за горење си има своја еднина, само што не треба да биде доминантен извор на загревање во урбаните средини. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Повелете. Ало? Повелете во програма сте. Ало, програма сум. Да. Јас да ги прашал двајцата ценети професори, дали го пратат диаграмот на мој воздух? Јас живеам во аеродром каде што грото се на топлификација. Шпицот на загадувањето е од 1 до 2 сат после полноќ. Би ги прашал, кој ложи во 1-2 сат и кои возила и гужва од возила има на сообраќајот? Тоа ми е едното прашање. А второто прашање е па во врска со ложењето. Како може во јули и август загадувањето во Скопје да е 5 пати поголемо од нормалното, кога никој не ложи? Благодарам. Ви благодарам многу. Одговори професори? Добро, јас ти кажем нешто. Да речеме од второто прашање ќе почнам. Скопје рековме доминантен проблем има со согорувањето за загревање. Сите други проблеми што ги најавивме, на лош транспорт, на индустрија која што не целосно ја конструираме, на неочистен град, на малку зелени површини, на урбанистички параметри кои што не задоволуваат, произведуваат проблеми во лето, произведуваат проблем во текот на целата сезона. Но доминантно грејењето се покажува како параметра во студиите што ги работат колегите од Штип, а точно од време на време се појавуваат епизоди на разни мерни станици кои што не може да се поврзат директно со топлинскиот степен ден. На дневна база се поврза колку што е поладен. Ова е интересен. Вие, овој феномен на полнок или после полнок на полнок или после полнок. Концентрациите не зависат од изворите и од интензитетот на изворите, меѓутоа зависат во голема мера и од временските услови. Генерално се спушта висината на мешање на воздухот. Прилично малку не е лесно да се објасни, меѓутоа воздухот има зона во која што го задржува струењето и пошто се спушта висината на мешање, се намалува просторот во кој таа концентрација на загадувачи се шири и пиковите доаѓаат во доцните вечерни часови. Сега дали баш 1 или 2, обично се некаде околу 12, 1-2 па почнуваат да паѓаат ради тоа што доаѓа до раздвижување, благо раздвижување на воздухот. Еве, јас за станиците кои што ние ги контролираме и направивме анализи, имате градови Струмица, во моментите скоро многу често е спомнувана, или Кавадарци, а Струмица нема индустријски капацитет голем, просечните концентрации во летниот период се многу ниски. Така да Струмица и не е котлина, туку е рамница, така што добро, Струмица е поширока котлина, меѓутоа е котлина затворена со планини околу, посебно Беласица, тој дел го покрива. Тој дел, овој дел, рамничкиот дел ја прави поширока на одреден начин. Ја прави доста поширока, меѓутоа сепак, например, има високи епизоди на загадување кои што се карактеристични во зимскиот период и обратно во летниот период струењето овозможува многу ниски концентрации. Дали свесно одбегнувате или чекате од мене провокација? Сите сме концентрирани на Скопје. Што правиме со јагленот на рек Битола и со тоа гушење во Битола? Ќе се навратам само на котлинава и ќе се вратам на јагленот. Полоша котлина од Скопската е секако Сараевската. Ние сме помеѓу две планини, тие се помеѓу 4. И секогаш кога се такмичиме на оние негативни листи, Сараево никако да не престигне да биде полош град од нас, иако бил. Сараево е целосно гасифициран град уште за време на зимската олимпијада и тие целосно се греат и се обраќаат доминантно јавниот превоз им е на природен газ. Тоа што очекуваме и во Скопје да дојде. Па очекуваме дека ќе се спуштиме некаде подоле на листата, кога барем такво чисто гориво ќе имплементираме интензивно. Добро. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Живеам во Капиштет. Пред 3 години откажав парното затоа што цената беше невозможна да се плаќам. Цела година, секој месец по 3000. Едва откажав со сведоци со ова, и на крај па ми наплатуваат. Мене да ми нудат парно, со уговор доживотно, нема да им верувам повеќе. Него државата нека плаќа парното, а ние да се грееме без пари. Чекате да ме прашам, а што се греете од кога го откажавте парното? Се греам со обична греалка.
Интересен филм. А ова инвертори, тоа не користите? И знаете колку плаќам? Скоро исто како и цела година струја што плаќам за сијалите шпорет и друго. А колку стан нема шанси сега да ми дојдат да ми кажат еве ти без пари не им верувам. А колку стан греете со греелка? Стан од 90 квадрати, али не, цел ден не греем целиот стан. Ја живеем од дневна. Добро, ама вака джемперче, палто, све тоа, кебенце. Джемперче, пардон, се сеќам на студентските денови така. Добро, да не форсирам дека сум фаворит на парното њо. Пазите, цела година, секој месец да ја плаќам по 3000 денари. Ама тоа не треба државата да води сметка, тоа треба да води бек сметка за тоа. Па кажите му на Мијалков тогаш. На Мијалков? Ајде да го ставиме Мијалков и... Ајде ќе го ставите, кажите им на тие што управуваат. Не им верувам ништо. Дури ми сега наплатуваат 700 денари, што нема парно. Да. Добро, тоа се поелет. Еден феномен, ќе кажем, домаќинствата кои што се греат на дрва, за разлика од домаќинствата кои што се на централно греење, само 40% од објектот го греат во зимско време, статистички. Значи, ако имате стан од 100 квадрати, вие на централно греење греете 100 квадрати, куќиве кои што се на дрва, главно греат само соба или две и затоа им личи доста поевтино греењето на дрва. Добро. Тоа значи дека ова е револт на граѓаните кон, да речем, монополската позиција на БЕК или и тука немаме некоја алтернатива на греењето, например, достапност на гасот до домакинства или овие инвертори субвенционирање. Па мислам дека во тие услови на конкуренција БЕК веројатно ќе се соочи со тоа дека ќе ја шири, ќе мора да ја поевтинува услугата. Па во суштина не постои, или нелогично е, каде што имаме централно греење, кое што е директно на газ, во БЕК на газ, ние да правиме паралелна мрежа на газ до истите граѓани, но мора да им понудиме на другите граѓани, во разни населби кои што не се поврзани на БЕК, да добијат алтернатива на струјата, а тоа да биде природниот газ. Не ми одговорите на Јагленот, вешто ми го избегнавте, со Битола. Значи, таа е централа на Јаглен и таа треба да продолжи да работи на Јаглен додека имаме наш Јаглен, да го искористиме тој капацитет, затоа што тоа е нашата суровина. Во меѓувреме треба да се потрудиме да добие што повисоки еколошки стандарди, што помалку да загадува. Особено во деловите кај што ефтино може да работиме, а тоа е пепелта и отпепелувањето. Не само пепелта, и емисиите мора да се решат. Значи нема оправдание. Јас спомнав дека нема оправдание да ги поставите системи за подобри системи за намалување на емисијата. Веројатно и за таков објект се доста скапи, меѓутоа ако работи уште 20 години со заштедата на емисиите ќе ни се врати. Ако цитирам одредени политичари, најскапо е здравието, не ли? Така. Така да нема оправдание да не го решиме. Еве имаше скоро исто извештај еден читав, нашите на Балканот емитираат колку сите 250 во западните земји, што е прилично нелогички. Зошто ние да не ја примениме истата технологија на контрола на емисиите од оџак? Добро. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Ајде да прашаме за професорите пред поздрав. Ме интересира вакаца, пошто спомнувате субвенции. Што ќе правиме со овие више што имаат уложено пари, пример ја лично во Парново имам 5000 уложено во куќава евра. Тоа е на струја моментално. Лани преклани, нели се немало пари или небитно, одеме на варијанта на дрва. Купувам котел за дрва и тоа е 1000 евра, 60.000 денари. Што со тоа? Значи, вие нешто давате солуција за субвенции за инвертори, што тој инвертор не верувам дека кошта повише од 1000 евра. Што ќе правиме со овие? Тоа иде у канта или како? Јас само не може да разберам нешто, инвестиција давате некоја или ајде 60-50% колку ќе биде тоа субвенција од самата влада, што ова ќе правиме? Значи, ако више дојде некоја забрана да не се користат тие дрва, пошто струјуваат прескапо. А зошто се определивте за одбегнување на струјата и дрвата? Беа поевтини во грејењето? Не, ајде, тогаш сме биле со финанси подобри сме терале, ама збором еве сега со струјата оваа година, ама само е прескапо. Нема логика да бидам и другава година на дрва, на струја, ме разбираш? Значи пак ќе се вратам на дрво. Пошто тоа више и го имам. Ама еве професорот Димитровски
посочи дека прашањето е што со парно, нели, се грее цел стамбен простор, со дрва просторијата како што е печката. А вие имате котел, да, извинете. Повелете, Димитрос. Во суштина, ние кога пробувавме да им помагаме на градот и на државата, моделиравме мерки кај што рековме ќе замениме со топлински пумпи. И за господинот кој што се јавува има соодветна топлинска пумпа која што енергијата ќе дае во топла вода во неговиот систем за загревање. Така што не е никаков проблем. Тоа е малце поскапа инвестиција, мислам, а, нели? Па, во суштина, како рековте пред малку, здравието е најскапо. Ама ако влеземе како модел, тоа значи дека треба и тој начин да го субвенционираме. Треба да ги обучиме луѓето што е чисто и потоа да го субвенционираме нивниот избор. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Повелете. Вака, јас сум корисник на Балкан Енерджи, живам во колективен стамбен објект. И сум прилично задоволна од услугата која што добивам, соодветно на цената која што ја плаќам. И би се надоврзала на вашиот гледач кој што кажа дека исто живее во колективен стамбен објект, а се догрева со обична печка. Значи, он ја користи топлината која што е акумулирана од страна на БЕК во колективниот објект. Тоа е доказ дека исклучените станови користат енергија и треба да ја платат, соодветно на ангажираната мощност во објектот. Морам да ви кажам, со малку доза на иронија, вие да не работите у БЕК? Не. Добро ви благодарам, извинете за провокацијата. Имате уште нешто? Нема проблем. Да, имате уште нешто? Па сакала да кажам дека БЕК и воопшто и не загрева и би дала апел да се шири колку што е можно топлификационата мрежа, затоа што услугата која што ја добиваме навистина многу пријатна и поволна и за разлика од другите извори на загревање е најповолна. Ке го дадам овој запис за идниот ТВ спот на топлификација и на БЕК. Димитровски, ви благодарам многу. Значи, ново прашање ќе кажам, во ТЕК е, знам, актуелна е кај нас темава за истражување и во ТЕК е регулаторна комисија прави некакви анализи и истражувања за тоа кои од становите кому предават топлина, кому зема ладилна енергија и слично, за да се регулира прашањето на тие што се исклучени од топлификација, живеат во колективен објект каде што има топлификацијска мрежа. Да, ама се дигна врева која е исто така монопол. Тие што сакаат да се исклучат и сите други ги принудува на мерачи, на калориметри и така натаму, кои БЕК и организација ги продава по 1000 евра. Јас имам градско парно со собствена постаница која се монтираше, калориметрот ми го наплатија 580 евра. И нема тоа врска да ако се расипи да го заменат. Тоа е ваш така. Ама не е тоа ваш. Јас инвестирав во постаница во која користи енергија од БЕК. Така. Има право граѓанинот кој што ќе правиме со вложувањето што луѓето ги вложија за да се користи таа енергија. Мора да не сум ја представник на БЕК, нити па имам намера да ги бранам, но точно е БЕК треба да си го доразвие системот и услугите што ги нуди. Јас на БЕК сум и како, да речем условно, како експозитура на граѓанскиот гнев, многу критичен кон ова неслушање на незадоволството на луѓето кои се исклучени и им плаќаат трошоци, вклучувајќи го и моделот на кој БЕК не се доближува до потрошувачите. Значи, како ќе кажам, ја не знам дали имаат студија во која скенираат во кисела вода да видиме, например, кој се е подготвен и колку тоа ќе ги чини луѓето. Така мислам дека повеќе би ги едуцирале и би ги преврзеле и како потрошувачи, како државна мерка. Се согласувам. БЕК треба да оди на терен и да си ја доработи работата, да ги приклучи сите што сакаат да бидат приклучени. Што повеќе може? Што повеќе може? Штип има грејење? Штип нема грејење, штип има ветер, генерално е на дрва и исти се состојбите. Во ретките денови кога нема ветер, бројките се качуваат, меѓутоа за среќа се многу ретки. Ако тој воздух не паѓа у штип, факт е дека, како што велиме, прима од Грција може да оди во друга насока. Трансграничното загадување
бекграунд исто висок, меѓутоа мислам висок, многу мал дел тие енергетски објекти може да изфрлат. Ние сепак не сме некоја земја со индустрија као што имаат западните земји, далеку сме од нив. Така да нити па околината. Иако се генерално поиндустриализирани од нас, ниту немаме некои такви објекти. Грците имаат 6 блока залепени, да. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Едно поздрав до вашите гости и едно прашање. Дали ќе постои можност за субвенција за електричните автомобили и електричните скутери? Браво, да стигнеме до тамо, добро ќе биде. Благодарам, добро. Ве ти кажам, колку знам, веќе постои некаква субвенција во делот на плаќање на давачки за електрични автомобили и електрични скутери. Ама не германските, кои што... Иако треба да е свесен граѓанинот дека кога вози на електрична енергија во Скопје, таа електрична енергија е направена на јагленот во битола за кој што вие зборувавте. Не се едноставни работите за... Добро, ние не ги правиме толку комплицирани за да луѓето разберат. Мислам, суштината на оваа емисија е луѓето да добијат што повеќе информации за да може да избираат алтернативи на одреден начин. Да, мора да се работи во сите сектори, да се подобри начинот на производство на електричната енергија, да се подобри енергетската ефикасност на домовите, да се вклучат нови извори на енергија, разни соларни колектори, топловодни соларни колектори и слично, да пробаме што помалку енергија да трошиме и таа што ја трошиме да биде почиста. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Јас се извинувам што џиркам во телефонот, не ве навредувам, само гледам какви се реакциите на Facebook проследувачите. Повелете. Да се надоврзам на мојот сограѓанин од аеродром, кој очигледно ги прати, значи ги анализира бројките од порталот Мој воздух, и јас нешто слично правам и покрај неговите забелешки можам да додадам дека не само што ноќе околу 1 часот се зголемува концентрацијата, него поручек, кога се зголемува концентрацијата на PM10 частичките во воздухот, поручек некаде околу 5,5 почнува да се шири и една непријатна миризма. Значи едно со друго е поврзано. Вие сте во аеродром? Или во Лисиче? Во аеродром. Добро. Значи, ако нема миризба, на мој воздух нема ни загадување. Почнува да се шири миризбата, поручек, и веќе околу 1 часот, па и другиот ден, се зголемува частичките. Какво е вашето чувство? Миризбата е од вардариште или можеби од горењето, например, на гуми, па дури и во некои индустријски капацитети кои се на таа територија, меѓу кисела вода и аеродром? Искрено да ви кажам, таа миризба не е од сега, таа можеби, јас живеам преку 40 години во аеродром, и таа миризба порано се ширеше летно време, кога не знаевме ни PM10, ни PM2,5, пред 30 години, таа иста миризба, која ја има многу години на нас. Добро, благодарам. За миризбата ќе оставиме, повелете. Кратко ќе кажеме, значи ние немаме магичен одговор на сите прашања, но заедно бевме на неколку конференции со колегата Мираковски. На последнава на Ману предложивме дека е потребна сериозна студија, која што ќе кажува, покрај мерењата што ги прават колегите од ЩТИП, да направиме модел на загадувањето во Скопје и да знаеме при овие атмосферски услови, во 5 сат попладне во аеродромот, што се очекува да биде загадувањето, и ако покаже мерната станица 400, да знаеме дека тоа доаѓа од тие извори, да знаеме како да ги затнеме. Таков модел немаме за градот Скопје, немаме за ниеден град. Ама чекајте, сега тоа е модел кој треба да даде сознание и информации како после тоа да реагираме. Сега тоа мислам дека е суштината. Во тој модел ќе може да имплементираме мерка и да кажеме оваа мерка ќе влие на мерната станица во Лисиче да имам 100 честички помалку. Тоа е моделот што ни фали. Мерката што ќе ја замислам, да каже во Газибаба ќе имам помалку, а во Карпаш ќе остане исто. Мираковски. Добро, тоа се комплексни алатки за моделирање, повеќе научен дел да дискутираме. Тоа што го зборува повторно миризбата, сосема возможно е да доаѓа од процесите на согорување. Не е возможно, сигурно доаѓа. Пошто ние освен дрва знаеме да гориме и прегорено масло и пластични шишиња и така натаму.
периодите кои што ги спомнуваат граѓаните се движат. Жестоко реагира на сомневањата дека се користат гуми во усија и така натаму, но усија како капацитет потоа постави некои филтри и не сум сигурен што е сега, каква е состојбата. Мислите дека од усија, ја не се скоро читав некаде дека усија не работеше у последните месец дена, нема фаќите. Уопште не работи ради редовни ремонти, они прават зимно време, ги ремонтираат печките. Мислам дека не работи последниот месец. Усија индустријски објект кој што мора да ги задоволува стандардите. А стандардите, како викате вие? А интегрираната дозвола мора да задоволи целосно и мора да биде мерен 24 сата работел, не работел, што емитува и јас колку знам не отстапува сега од тоа, инаку тој има дозвола да гори елементи кои што му се потребни за процесот на соорудување со создавање цемент. Такви типови на гориво. Дури и горат и отпад одредени се можеби не во блиску до урбани средини, меѓутоа таквите објекти. Зашто би им ги дозволиле? Тоа е дел од нивниот профит. Не, тоа е дел од... Ако луѓето ги принудуваме немојте дрва, апсолутно не као профит, него као услуга за општеството го прават тоа. Зборувам да одредени видови на отпад се на тој начин процесираат. Како вие викате, од да им дозволиме да користат ефтини горива. Убаво што фативме темата за отпад. Јас ќе кажам дека во делот на управување со отпад ние се наоѓаме исто на едно многу ниско ниво, не се наоѓаме на нивото подобро со воздухот. И дел од отпадот на нас ни го снемува затоа што го гориме. Низ градот, на разни места, неконтролирано. Инаку да, постапката РДФ создавање отпад, кој што е гориво за одредена индустрија, е светски позната и признаена постапка. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сега ви ја слушам емисијата, но ова нешто вака само ме заинтересира да ми го привлече вниманието да можам да ве гледам, затоа што емисијата е доста добра и доста популарна, која што требаше, мислам, многу години наназад да почне да се размислува и да се реши овој проблем, не само да се говори. Така да можам да предложам 3 работи, за кои што станува збор за подобрување на квалитетот на воздухот, водата и начинот на живење на сите граѓани на оваа држава. Првата работа е класификацијата на ѓубрето, така да ѓубрето кое ќе офрламе во контењери треба да биде класифицирано во смисол на пластика, хартија, метал, остатоци од храна и така натаму, и сето тоа ѓубре да може да се рециклира понатаму, а не да се фрла онака како што сите знаеме како го фрламе, и тоа е доста грозно. Втората работа е воведувањето на гасификацијата. Гасификацијата е еден модел кој што многу ќе го заштити здравјето на луѓето, ќе се избегнат сите оние користења на јаглен, ќе се избегнат користењата на нафта, на грејење на дрва и така натаму, кое што сето тоа допринесува за загадување на воздухот. Третата работа е укинување на дизел возилата. Значи тоа го имаат направено некои наши соседни држави и укинувањето на дизел возилата во големите центри масовно допринесува да биде воздухот многу почист. Значи ние не можеме да кажеме дека ако имаме дизел возило и обичен безоловен или електрични возила, дека ќе имаме и чист воздух. Така да пошумувањето, кое што треба да биде во подем, а тоа е се помалку и помалку, исто така допринесува да сме во ситуација која што сме. Ете тоа го имам како сугестија. Добро, ви благодарам за систематизацијата. Што се однесува до квалифицирањето или подредувањето на ѓубрето, се надевам дека нема да го користиме моделот на студентите и идните академски граѓани кои во студентските домови најлесно е да им да го хвалат ѓубрето од 9, 10 и 11 спат. И тука му парирам на професорот Димитровски кој со одредена доза на оптимизам велува во студентите истражувачи, зашто и ова е дел од нашата култура. Ако тоа не го научиме додека студираме и немаме однос кон културата на живење, џабе ќе ги учиме потоа. Јас те кажам дека нашите студенти се напредни, се светски студенти, ги праќаме на разни размени и они се докажуваат светски и таму и назад, и овде се докажуваат светски. Не можам да кажам на сите полиња дека ние заостануваме, веќе
колегата или граѓанинот што се каже гасификација, ние гасификација во Скопје имаме од 2000-та. Голем дел од индустријските објекти се на газ. Успешно работат и тоа е добра приказна, но ние не би биле добри инженери ако не поставиме и следен предизвик, да речеме, во емисијава и ќе кажеме дека сега зборуваме за загадувањето на воздухот и како сме тргнале, ќе го решаваме. Следно за што треба да мислиме можеби е бучавата во урбаните центри, која што е голем проблем, не само во Скопје, во сите центри, а за која што во моментов да речеме дека не правиме ништо. Како што за загадувањето на воздухот не правевме изминативе 15 години и следно ќе се соочиме со огромната бучава и нема да знаеме што да правиме. Добро, иако сме. Па ќе дојдеме на ред и до бучавата. Значи, веројатно бучавата проблем. Јас би спомнал околу дизел возилата или не специфично ние точно дека мерките треба да ги систематизираме на состојбите кои што се моментално во Македонија. Значи, Скопје нема проблем со азотните оксиди како што го имаат големите метрополи во западните држави, а они се маркерите на загадување од сообраќај. Ние немаме проблем. Факт е дека треба да ја подобруваме мрежата за да ги, мислам, и транспортните системи и видот и квалитетот на возила, меѓутоа тоа е нешто што би можеле да го решиме. Ама не, видите, тоа е политика. Се добираме до одредени чекори популистички на претходната власт во раниот период, кога еколошкото, да речем, ѓубре од автомобили го презедовме со ефтин увоз во кој не со шеска, со двојка и со тројка дизели увезувавме. Тие се и без некоја класа. Настана една дизелизација во тој процес. Значи, возниот парк претходно беше за лесни возила 30% дизел, сега е 50% дизел, но ако го отворите вака каталогот на возила што сега се возат, тие се доминантно евро 2, евро 3, евро 4. Кај лесните возила, кај тешките возила се евро 5 и евро 6. Затоа што тие возат надвор и мора да ги задоволуваат тие стандарди. Со текот на времето просечната старост на возилата во Македонија е 15 на години. За 10 години просечно лесните возила ќе бидат евро 5, евро 4. Проблем е доброто одржување. Јас ќе кажам, тоа што било увезено како евро 3, сега кога го мериме на емисија кај нас не е евро 3. Затоа што или има проблем со катализаторот кој што бил изваден, или ДПФ филтерот кој бил оштетен, или не е редовно сервисирано, тоа што се увезало како евро 3 не е евро 3. Добро, поштовани гледачи, во тек е овој граѓански форум, ја представувам темата на која инсистиравте што правиме со загаденоста, со културата на живот, квалитетот на живот. Ви стојат на располагање и натаму универзитетските професори Дејан Мираковски и Даме Димитровски. Само малку кусо реклами и веднаш потоа со вас, поштовани гледачи.